Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. МВР апелира на трпение додека јавноста чека одговори во случајот со можен серијски убиец. Најмногу 2 недели ќе им бидат потребни на форензичарите да дадат одговори. Влез во Европската Унија како горда и достоинствена држава очекува ВМРО ДПМН. СДСМ е за полноправно членство, но и можност за разгледување на официјално понудени алтернативи. Прочка, празник на простувањето и покајанието. Кратово со почит за Свети Ѓорги Кратовски. Години пилевски мечкари, карневалски викенд низ Македонија, студентски протести во Иран, Трамп со нова провокација за Гренланд. А во тема на денот вечерва за безбедносните ризици, случувањето на меѓународната политичка сцена и можноста за брза интеграција на регионот во Европската Унија, разговарам со универзитетскиот професор и воено-безбедносен експерт Методи Хаџијанев. Останете со нас. Целокупната јавност, но најмногу жителите на општината Старо Нагоричани чекаат одговор дали има вистина во сомнежот дека серијски убиец стои зад смртта на неколку жени во оваа општина. Од Министерството за внатрешни работи апелираат на трпение, но не одговорија на прашањата за што се досега одговарал осомничениот кој е во притвор. Од судска медицина најавуваат одговор на дилемите за најмногу 2 недели. Александар Динев ги има деталите. За 2 недели истражните органи би имале појасни докази дали 25-годишникот од Кумановско е серијски убиец. Толку време е потребно за ДНК лабораториските анализи по ексхумацијата на жена од Нагоричане за која постои сомнеж дека и таа била убиена од истото лице. Примероците за испитување од жената на 40 на години која била погребана пред 1 месец се земени пред 3 дена на Институтот за судска медицина. Откако во петокот обвинителството отвори истрага за убиство на свиреп начин врз 78 годишна старица, а осомничениот го поврзуваат со уште неколку слични случаи во Кумановскиот крај. Од Министерството за внатрешни работи без конкретен одговор на прашањата од Сител. Дали МВР ги проверува постапките на СВР Куманово за евентуални пропусти во истрагата за сомнителните случаи, колку случаи на починати лица се под проверка и за какви дела досега одговарал приведениот. Ви известуваме дека во интерес на истрагата во моментов не сме во можност да споделиме повеќе детали. Воедно апелираме за трпение, институциите и истражните органи да го комплетираат случајот, пошто соодветно ќе биде известена јавноста. Стои во писмениот одговор од службата за односи со јавност во Министерството. Неофицијално истражните органи се сомневаат дека 25-годишникот од селото Драгоманце извршил 5 убиства во овој крај лани и годинава. Во петокот пред камерата на Сител сведочеше 85-годишната Росанка, која тврдеше дека и таа била нападната од истото лице, но за среќа успеала да се спаси, бидејќи нешто тропнало и тој избегал. За сега нема информација дали обвинителството ќе бара ексхумација и на други тела. Дали може да се обезбедат траги од Институтот за судска медицина вела дека тоа зависи од временските и теренските услови и колку време е поминато од погребите. Затоа е најдобро секогаш да се работи обдукција веднаш после починувањето на одредено лице. Колку ќе помине поголем период од смртта до обдукцијата, толку и шансите се помали. Јавноста во Македонија се сеќава на неколку серијски убици од пред 20 на години, меѓу кои окригјанецот Лазе Радески, кој жртвите дилери на девизи ги убивал со чекан во глава. Скопскиот Расколников од Ѓорче Петров во 2009 убил и ограбил 4 постари жени, а 1 година претходно беше откриен и серијскиот убиец, новинарот Владо Танески од Кичево, кој беше осуден за 3 убиства на жени со давање со кабел и потоа се самоуби во затворска келија. Александар Динев, Сител телевизија. Jeep Range Rover бил запален вчера вечер во Струмица, кој според неофицијалните информации му припаѓал на поранешен инспектор на МВР.
Како што информираше полицијата, вчера во секторот за внатрешни работи Струмица е пријавено дека во времето од 19:30 до 19:45 часот настанал пожар на паркирано патничко возило Land Rover со струмички регистарски ознаки, собственост на НМ на возраст од 51 година од Струмица, кој се проширил и зафатил и друго паркирано возило Ford со струмички регистарски ознаки, собственост на ВТ на возраст од 53 години од Струмица. Возилата биле паркирани на паркинг простор пред зграда на улицата Браќа Миладинови во Струмица. Од страна на територијалната противпожарна единица, пожарот бил изгаснат, а повредени лица нема. За случајот е запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица, а увид на местото извршили инспектор за пожари и екипа на СВР Струмица. Како што информираат од полицијата, се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Откако владата официјално ги потврди разговорите за членство во Европската Унија без право на глас, може да се слушнат различни размислувања. Влез во ЕУ како горда и достоинствена држава, очекува ВМРО-ДПМН. Од СДСМ велат дека тие се за полноправно членство, но оставаат можност за разгледување на официјално понудени алтернативи. Можноста за постепено членство и прием во институциите без право на глас не е нова идеја, но можноста за реализација поради војната во Украина ги зголеми очекувањата. Катерина Нешкова ги има деталите. Двете најголеми партии ВМРО-ДПМН и СДСМ се уште се воздржани за новата неформална идеја на Брисел за брза интеграција преку постепено зачленување без право на глас за актуелните кандидати, меѓу кои и Македонија. Без јасен став за планот, двете партии преферираат полноправно членство во ЕУ, но различно го објаснуваат застојот на Македонија во евроинтеграцијата. Владеачката ВМРО-ДПМН тврди дека македонската дипломатија работи на влез во ЕУ како достоинствена држава. Оваа ситуација е врз база на хипотеза, односно хипотетичка ситуација во која што Македонија е спомената како членка на Европската Унија, но сепак да оставиме на времето да видиме што ќе се случи бидејќи оваа одлука е произнесена од војната помеѓу Русија и Украина. Така што, доставиме на времето, македонската дипломатија продолжува со офанзива, односно да работи за влез во Европската Унија како горда и достоинствена држава. Од СДСМ вела дека ќе се изјаснат за идејата кога таа ќе стане официјална. Тие се за полноправно членство, но сметаат дека власта води анти-ЕУ политика. Доколку стане и официјална ова позиција на Европската Унија, дури тогаш може да се разгледува. СДСМ е за целосна интеграција на Северна Македонија во Европската Унија, вклучително и полноправно членство со сите права, секако меѓу кои и правото на глас. За жал гледаме дека ВМРО-ОКГ и Мицкоски не сакаат во Европа. Тие водат антиевропска кампања, представувајќи Европската Унија како булинг кон Македонија, наместо да признаат дека критиките од Европската Унија се резултат на неисполнети обврски и реформи кои што се неопходни за членство во Европската Унија. Идејата за постепено зачленување во ЕУ се споменува уште од 2018-та, а повторно стана актуелна кон крајот на 25-та поради мировниот план за Украина. За да се влезе во планот, кандидатите мора да ги исполнат двата услови: усогласена со заедничката надворешна политика на ЕУ и исполнување на критериумите за владење на правото. Најгласен во промоција е албанскиот премиер Еди Рама, додека Црна Гора ја отфрла идејата сметајќи дека заслужува полноправно членство. Според премиерот Мицкоски, Македонија се уште ја гради својата позиција, бидејќи со неа ќе се избегне бугарското вето, но останува условот за уставни измени. Слично мисли и Србија, па Вучик поддржува постепено членство, но без услови за Косово и санкциите кон Русија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што највечерва разговарам со универзитетскиот професор и воено-безбедносен експерт Методи Хаџијанев. Професоре, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Да почнеме со ова што е најактуелно некако деновиве. Стара идеја која што со години се зборува за некаква постепена интеграција на земите од Западен Балкан во Европската Унија и на Македонија, но некако изминатиот период се засили ангажманот, има некаква и официјална потврда од страна на премиерот дека се разговара за такво нешто. Може ли случувањата во Украина, се наоѓаме на 2 дена пред 4-та годишнина од почетокот на војната, да влијат за брза интеграција на регионот во Европската Унија? Или до сега требаше да се случи така? Ја мислам дека до сега требаше да се случи, меѓутоа ако гледате до сега требаше да се случат многу работи од страна на Европската Унија. 4 години ни зборува дека ќе се оправат во однос на безбедноста. Не се случува тоа. Најверојатно шокот кој што се случи со
сегашната политичка елита од САД во однос на Европа, праќањето на јасни пораки дека не можат веќе да бидат да играат онаа вазална политика во однос на безбедноста и да го имаат економскиот комодитет, да ги добиваат бенефитите под прагот на оно што е дозволено. Ќе освестат Европа дека најбезболна карта за неа е да го интегрира целиот дел, за да не остави простори кои што може да бидат ранлива точка или точка за подкусурување, која секогаш може да им остава стратешки, да кажеме, вакуум во било која позиција. Дали во позиција на економија, дали во позиција на внатрешни немири, дали во позиција на маневар кој што може да биде експлоатиран што од асиметрични актери или недржавни актери, што од други државни актери кои што можат да злоупотребат било каков да кажеме нестабилен регион кој може сериозно да ја потресе Европа, особено заради тоа што регионот за кој што зборуваме пред се Западниот Балкан е регион кој што не сакајќи е силно интегриран во Европа заради диаспората, заради патиштата, рутите, но и заради зависноста која што полека почнува да станува евидентна, особено заради географијата која што и Кина, а и Русија ја експлоатираат. Кина економски, земајте ги пристаништата, земајте ги трансферзалите кои што ги користи, начинот на кој што сака да допре, тоа е латентно под тепих што ви се рекло, а Русија со сите незини малициозни игри кои што ги игра за да може да го поткопа она што Европа сака да го покаже или за да може да застане на здрави нози. Од друга страна, било каков бум или било која несериозност кон Западен Балкан, може ова така наречен кревок стабилен мир да го измести од темел, бидејќи сите, буквално сите примирија кои што се направени од Босна преку Косово до Македонија се на база на претпоставката дека регионот ќе се интегрира во Европа. Ако не се интегрира, значи вие рачунате дека сите тие примирија или сите тие потписници Охридски рамковен договор, Дејтонски мировен договор и така натаму, Косовскиот, Кумановскиот договор паѓаат во вода. Ајде сега ми наметнавте една друго прашање кое што мислам да го прашам подоцна. Како гледате на оној безбедносен договор помеѓу Хрватска, Косово и Албанија и каква провокација е тоа што Вучич вели дека Косово има подобра армија од Црна Гора и од Македонија? Прво, ако го гледаме изолирано, тоа не може да представува никаков проблем, затоа што станува збор за пракса која што е либерална, демократска и која што е дозволена за земји кои што сака и споделуваат иста визија евроатлантска. Меѓутоа тоа ако го гледам изолирано програма. Зборувате за Хрватска, Косово и Албанија. Значи, зошто? Затоа што идејата на евроатлантските интеграции е регионална соработка, меѓусебен договор и заедничка меѓусебна доверба. На тој начин вие во суштина градите колективен систем кој што градите заеднички вредности, олеснувате многу простори, фузирате енергија, оптимизирате процеси и така натаму. Меѓутоа, ако го гледате од аспект на се оно што се случувало во минатото, тука мора да кажам дека станува збор за сериозен проблем кој што има малку подлабоки корени. Прво, тие подлабоки корени водат во една пропаганда која што се води антисрпска пропаганда, а тоа е дека кога Србија започна да се вооружува, бидејќи таа е неутрален актор и они имаат исто така гледано во силос изолиран, тие имаат право како неутрална држава да бараат самостојно да се наоружаат и да ги подигнат своите капацитети, бидејќи според меѓународното право, правото на неутралност и го дозволува тоа на тие држави да може да си бараат сопствени капацитет. Тие не се членки на НАТО, тие се членки на партнерството за мир, меѓутоа како резултат на неутралноста која што имаат стратешки, имаат право да се вооружуваат. Тоа сега од одредени, да кажеме, гласноговорници кои што морам да кажам, ако ја погледнете анализата на тоа кој ги окупирал тие наративи, ќе видите дека доаѓаат пред се од албански фактор или пак хрватски фактор. И во тој случај се дава едно светло црно на таквиот процес кој што се сваќа како провокација во однос на земите од, да кажеме, Албанија, Хрватска и Косово. Ако ја погледнете перспективата и ако сватите дека Албанија и Хрватска се членки на НАТО, и ако знаеме дека Србија нема никакви теоретски шанси против НАТО, и они тоа многу добро го знаат, во тој случај паѓаат во вода било какви анализи дека ја гледате Србија како проблем и сите овие сега здружувања може да имаат друга поинаква конотација и провокација.
Може би и тука лежи и едно од прашањата на Европа да го забрза овој процес, за да свати дека ако не го интегрира овој, да кажеме, врелок лонец, тој врел лонец може да зовре додека да трепнеме и додека Европа е заврзана со некои сосема поинакви побитни работи за неа, кои што и се случуваат во предворието, за тоа што ќе се случува со Украина, кој ќе ја уредува Украина, постконфликтно, што ќе значи мирот во Украина, дали тој мир во Украина ќе личи на Северна Кореја и Јужна Кореја, или пак тој ќе биде трајно жариште, нешто налик на Палестина, кој што ќе бликнува и ќе згаснува, ќе бликнува и ќе згаснува, и ќе нема да може никогаш да ја остави Европа да биде мирна. Особено нема да може да ги остави мирни Полска и Балтичките земји, кои за разлика од, да кажеме, стара Европа, тоа е Франција, Германија, Италија, до некаде и Велика Британија, иако они се надврнели од Европската унија, имаат малце поинакви перспективи за тоа што е приоритет, бидејќи не сите земји членки во Европската унија го делат тој приоритет. Шпанија, Португалија, па дури и Грција до некаде имаат сосема други главоболки кои што се однесуваат многу слично како и на Италија, а се однесуваат на тоа што они не знаат што ќе прават со миграцијата, која толку многу им требаше, заради тоа што во тој либерален занос и комодитет некако го испуштија чекорот на демографски прогрес, кој што требаше да го следи економскиот раст и така натаму, и им требаше таа ефтина работна сила, нели, профит и така натаму, и сега одеднашка се јавуваат внатрешни проблеми во кои што сите тие кои што се дојденци или оние кои што беа потребни стануваат проблем затоа што појавуваат рифт на внатрешен план. Сите овие динамики сега, кои што, нели, се одразуваат, може би изгледаат како многу мали, незначени, и тоа кога ќе ги ставите во една сума или апсолутна сума, создаваат еден сериозна пукнатина во однос на интегритетот на Европа, доколку сакаме да изградиме став за која Европа зборуваме. Дали зборуваме за Европската унија или зборуваме за Европа како континент. Сето тоа, исто така, во исто време им станува јасно на оние кои што сакаат да го водат колото во Европа, дека доколку не го интегрираат целиот континент, доколку не го прошират пазарот и доколку не се воспостави некоја, да кажеме, автономност, но и унитарност, која бара солидарност и која бара прагматизам, нема да можат да го решат проблемот, затоа што очигледно станува збор дека, сега малце ќе се изразам, нели, поедноставено или колоквијално, спасувај си го штрумфот, дојде времето. Тоа е во време кога станува збор за престиж на МОК и престиж на ребаланс на сили, каде што големите сили како САД забележуваат дека ако не направат радикални чекори, да излезат од она што они го проповедаа во изминатите 30 па и 50 години, а тоа е либерален свет кој што ќе почива на одредени правила и принципи, согласно така нареченото меѓународно право, велам така наречено затоа што тоа право, според оние кои што го предизвикуваат сега, е унифицирано и изградено под притисок на либералниот универзализам. Што значи тоа? Тоа значи дека Западот успеа да ги наметне своите вредности како универзални светски вредности и сега тоа овие не го прифаќаат. Токму заради тоа овие сватија дека на некој начин го хакираат тој систем и Кина и Русија, успеваат да најдат кратки чекори или да направат шорткат и на тој начин да го изманипулираат, но и да го корумпираат тој либерален свет и да го сето тоа да го пресватат во своја полза. И додека овие се сега бават со одредени принципи и правила и така натаму, Русија и Кина стекнаа значителна моќ и стекнаа начини или произведоа начини преку кои може да ги бајпасираат инструментите со кои Западот до сега можеше да ги контролира. Сето тоа ја прави Америка во паника, турка во една паника. Таа паника има повеќе димензии, таа е економската, другата е индустријалната и секако дигитализацијата, во која Кина ита.
тука се сега ресурсите во прашање. Ма колку самата Америка е виновна, професоре? Затоа што гледаме каков хаос се случува на меѓународната политичка сцена преку делувањето на председателот на Соединетите Американски држави. Дали тој е виновен, останатите негови големи сојузници од претходно да бараат помош во Кина и во Индија? Видовме дека дури Европската унија потпиша договор со Индија за подобра економска соработка. Внимавајте, јас не велам дека САД се криви за ова. Јас велам дека САД во моментот кога гледаат сопствениот интерес. Тој интерес они сватија дека ако бидат заврзани во ултралибералните политики со кои што се бави Европската унија, тоа се внатрешни идентитетски прашања кои што зариваат или кои што создаваат отворени пукнатини кои што се експлоатираат од страна на речникот на Путин, од страна на речникот на Кина до некаде и на други, да кажеме, актери кои што не им мислат добро на демократијата. Во тој случај они сватија дека ќе го загубат момент да се убедуваат со Европа, бидејќи они немаат, ако сакате да го изградите европскиот став, кој е европскиот став? Ставот на Берлин, ставот на Париз, ставот на Брисел, кој е европскиот став? И они го сватија сето тоа и заради тоа и начинот на кој што сега се однесуваат им рекоа освестете се, ова е, ние мораме да одиме напред, вие ако сакате да се придружите, повелете. Значи они никогаш не рекле дека не ја сакаат Европа. Меѓутоа само пратија порака дека нема да можат да го толерираат она што одредени елити во Европа го почитуваат или политиките кои што тие ги градат. Вториот проблем е многу битен, е тоа што дел од овие политики европски се изедначија со противниците на сегашната елита во САД, тоа е демократскиот табор, значи имаат сосема спротивна идеологија и спротивна политика на тоа како треба да се гради државата и како треба да се градат меѓународните односи. Сето ова, кој ќе го ставите сега на хартија, апропо сите геополитички проблеми кои што се појавија за САД и предизвици, ги тера САД да реагираат на начин на кој што реагираат. Она што сега САД го прави е прагматизам, тоа е бизнис и ние за да можеме да го разбереме поднесувањето на сегашната елита на САД, мораме да излеземе од матрицата на изминатите 30 години на гледање на меѓународните односи. А тоа е една sigurност, под едни перформанси, под една предпоставка дека односите ќе се однесуваат на еден таков начин и дека некои работи нема да се случат затоа што нели тоа е веќе недозволено и дека тоа е надминато. Да гледаме колку брзо се менуваат работите, од ден во ден практично се менуваат работите на меѓународната политичка сцена. Ќе ве прашам вака за да бидеме по јасни за гледачите, кој според вас во моментов е најголемиот безбедносен ризик? Можноста да нападнат САД во Иран, случувањата со Гренланд, која е најголемата опасност во светот или пак Украина, Русија? Случувањата со Гренланд не се проблем, затоа што Европа веќе ги испекла работите. Таму стана јасно дека САД ќе го добие тоа на еден или на друг начин. Они одиграа начин да ги застрашат европјаните за да можат да остварат она што нив им е геостратешки битно. Зошто? Затоа што стратезите во САД сватија дека две работи се битни за Русија и за Кина. За Кина се битни пристаништата и патиштата, за да можат тие да го искористат либералниот свет и отворениот свет и да дојдат преку хакирање на тие правила, непочитување на правилата, да дојдат до својата цел. А од друга страна пак за Русија е јасна географијата, бидејќи САД свати дека Русија интересира географијата. Русија е доволно голема и таа можеме да кажеме нели од геостратешки аспект таа е регионална сила, меѓутоа ако видите каков е регионот, таа ќе биде полусветска сила, значи половина од земјината топка е во интересна сфера на Русија. И сега во една такви услови, после смената со Украина, откако стана јасно дека Европа нема сили, ниту пак политиката на претходната администрација на САД дека е погубна, дека Русија ќе излезе надвор од Украина и дека сгрешија што претходно не ја интегрираа Украина, сгрешија што играат на заспа, да кажеме, самите беа фатени во тоа што самите го признаваат нивните, да кажеме, аналитичари во оној либерален фатик или либерална пауза, либерален замор во кој што се влегува во една страшна бирократија, да се бават со внатрешни проблеми, идентитетски прашања и така натаму, кои што во исто време не успеа да го видат порастот или го глеdaa, ама не сакаа да го признаат тој пораст на двата најголеми предизвикувачи. И сега во еден таков чекор САД
всушност ова е кризна реакција на САД и они мора да го направат ова. Зошто им е потребен Гренланд, бидејќи преку тоа може да го компензираат она што им се јавува како сериозен предизвик од Русија, а тоа е да дадат одговор на хиперсоничните ракети. Бидејќи ако ги постават штитовите и својата технологија на Гренланд, ќе имаат време да дадат компензација на брзината со кој проектилите на Путин може да стигнат до Вашингтон, односно до местата на кои што се ралеви за САД. Во однос на Иран. Иран е втора стратешка точка и не се работи ниту за тоа дали они сакаат да му помогнат само на Израел. Има голема работа дека сакаат да му помогнат на Израел. Големо е лобито, улогата на Израел во целата таа приказна и целата таа помпезност за тоа дека Иран е закана и така натаму, не дека не е, ама токава дека е закана за светскиот мир, е прашање на Израел, но има една друга работа која што е во интерес на САД, а тоа Кина најдобро го знае. После едниот, да кажеме, мат кој што го дадоа на Кина со Венецуела за снабдување со енергенси, бидејќи Кина е гладна за енергија, за снабдување со енергенси, вториот извор за енергенси најготов, најбитен е Иран. Со ова всушност САД сака да го загуши патот на Кина да може да се снабдува со енергија, бидејќи Кина е гладна за енергија за да може да стигне и да продолжи во компетицијата која што ја прави со САД, затоа што проекциите покажуваат дека ако не ги затвори овие два извора на енергенси за Кина, многу побрегу отколку што се очекува, Кина ќе стане веќе еднаков предизвикувач на САД дури и во воената моќ. Сега сето тоа ја прави и Кина во паника, заради тоа сега има дилеми дали Кина ќе испрати носачи таму, дали таа заедно со Русија ќе успее во Иран да дадат некаков одговор, и тоа можеби е едно од прашањата кое што до сега ги става на пауза стратезите на САД да се решат на тоа каква интервенција ќе има во Иран. Значи ќе има интервенција во Иран? Јас мислам дека ќе има интервенција, бидејќи реков ова е клучно прашање за да се стави вториот мат на Кина, после што Кина ќе биде веќе вклештена и ќе има сериозни проблеми за да може да го фати текот во трката во која што сака да оди. И ова е повеќе за Кина отколку што е за Иран. Каква ќе биде интервенцијата треба да видиме. Дали таа ќе биде хируршка интервенција, дали таа ќе биде целосна интервенција на смена на режим, дали тука ќе има подкопување од внатре, треба да видиме. Зашто? Затоа што Иран покажа голема жиловост во 12-дневната војна. Она што сега го гледаме, барем мора сега да го кажам, дека е од отворени извори. Тоа е извори кои што се ги доаѓаме, немаме ние извори од кои што се, да кажеме, доверливи и така натаму, така да се би рекол дека може да го сватиме и како на база на шпекулација или наши претпоставки. Но оно што е јасно е дека САД во моментот има донесено 50% од капацитетот расположлив за распоредување на воени сили, посебно на военно-воздухопловни сили. Заедно со Израел имаат сериозен капацитет со кој што всушност ќе итаат да го ранат дигиталниот вакуум кој што Иран го нема. Што е тоа што Иран го има како предност? Тие ја имаат асиметријата на своја страна и научените лекции кои што доаѓаат, мора ова да го кажам, и делумно од поранешниот противвоздушна одбрана која што имаше организирано Југославија за време на НАТО нападите, но многу унапредена. Што значи тоа? Тоа значи дека е направена во неколку слоја и таа противвоздушна одбрана сега, за разлика од претходната 25-та година, е унапредната со тоа што они успеа да ги дигитализираат или да ги направат сите противвоздушни системи да бидат ослободени од жица. Тоа значи да имаат радиосигнали, да ги користат кинеските дронови или технологија на сензори како радарски системи со цел да ги сокријат радарските системи за да не бидат видливи за томахавките на САД. Тоа им задава главоболка на САД во моментот, бидејќи единствено нешто што сега ќе им остане на нив е супериорноста на израелските хакери и на америчките хакери да успеат да ги парализираат овие сигнали и да не му дозволат на иранското ПВО да биде будно и активно. Бидејќи ако успеат тоа да го решат, во тој случај Иран ќе крахира. Ако не, тоа ќе биде сериозна главоболка за САД, затоа што, внимавајте, Јордан е претворен во буквален носач на авиони. Саудиска Арабија е веќе главниот военно-воздухопловен команден центар. Таму се два носачи, доаѓа трет носач со кој што всушност велам имате над некаде 200 авиони кои што вкупно
ќе треба Португалија во игра, Бугарија во игра. Тоа сакав да ве прашам, изминатите денови имаш информација во бугарските медиуми дека 2 борбени авиони на војската на САД слетале на Софискиот аеродром, позиционирани се таму. Имаше многу реакции во бугарската јавност. Официјалниот одговор е дека ќе бидат дел од некоја вежба за зголемување на безбедноста на НАТО, но дали во една ваква ситуација треба да бидеме изненадени дури и ние и од нас како земја членка на НАТО ако биде побарана некаква логистичка поддршка? Па ја не гледам дека треба да бидеме изненадени. Ние всушност во оној момент кога сме решиле дека сме избрале страна, не можеме сега да глумиме дека сме неутрални. Баравме 30 години да бидеме дел. Значи во секој момент и кај нас може да слетаат борбени авиони на армијата на САД. Немаме ние стратешка, не сме во тој дел, меѓутоа и да слетаат не гледам проблем тука, затоа што ние имаме страни, треба да ни биде јасно, затоа што ние кукавме 30 години да бидеме дел од тоа и сега кога ќе ги земаме придобивките треба да даете влог во нешто. Не гледам дека ние сме интересна сфера сега, затоа што ниту сме во некаков си географски дел од интерес на тоа, ниту имаме таков капацитет во моментот. Меѓутоа, пак ќе кажам, во секој случај не верувам дека од нас ќе го бараат тоа. Она што САД го прави, најголемиот моментално сојузник нив им е Израел. Пак ќе кажам, нивната предност моментално е дигитализацијата, страната на Израел е асиметријата и слоевитата одбрана кои што ја имаат. Како ќе сето тоа ќе биде, значи има 3 сценарија кои што би можеле да ги преземат САД. Првото е најтешкото за нив, тоа е целосен сменен режим и копнена окупација, што мислам дека тоа е многу тешко. Втората е смена на режим со хируршки напади, каде што, бидејќи ако ги гледате сега борбените системи кои што се распоредени, тоа значи дека имаат распоредено Апачи, придонесено, значи ќе изведуваат операции за Combat Search and Rescue, тие се за таа намена, тоа се за пилоти кои што би паднале или одредена технологија да ја спасуваат изликот, или пак се за хируршки операции за специјални сили кои што може да изненадат повторно како што беше со изненадувањето со Мадуро, да изненадат со сосема нова технологија која што досега не сме ја виделе, да го парализираат целиот систем. Тоа е електронски облак кој што велам Иран преку кинеската технологија успеа да направи некаква си резилиентност, но за сето тоа треба да видиме како ќе се покаже во пракса. Бидејќи на хартија едно, во пракса е сосема друго. Да, ќе ги следиме случувањето, професор, благодарам многу за оваа анализа. Благодарам на вас. Прочка, празник на простувањето и покајанието. Кратово со почит за Свети Ѓорги Кратовски. Прилевски мечкари, карневалски викенд низ Македонија, студентски протести во Иран, Трамп со нова провокација за Гренланд. Денеска е Прочка, празник на простувањето и покајанието, ден на кој православните верници одаваат голема почит, а се поврзува и со различни обичаи низ државата. Од утре стартуваат великденските пости. Поради тоа денеска во Кратово беше одбележан патрониот празник на градот Свети Ѓорги Кратовски. Во Кратово беше Тамара Дичевска. Во духот на православната традиција и со длабока почит кон жртвата за верата, денеска во Кратово беше одбележан споменот на Свети Ѓорги Кратовски, светецот и маченик кој својот живот го положил во одбрана на христијанството. Во храмот што го носи неговото име, изграден пред речиси 1 век, се собраа голем број верници за да се поклонат на својот духовен заштитник, да се помолат и да запалат свеќа. Иако празникот традиционално се чествува на 24 февруари, поради почетокот на великденските пости, неговото одбележување беше поместено за денеска. Верниците присуствуваа на божествената литургија, со која чиноначелствуваше епископот Валевски Исихија во сослужение со митрополитот Кумановско-Осоговски Григорий и митрополитот Јосиф. Свети Ѓорги Кратовски на само 18 годишна возраст бил жив запален на плоштадот во Софија, откако одбил да се откаже од својата христијанска вера. Иако како интелигентен и веш занетчија бил под силен притисок од тогашната Отоманска империја да премине во ислам, тој останал непоколеблив. Почнуваат да го приметуваат, значи големи бегови тука кои што сака да го убедат, нели, да отиде во Едрене и да го прифати исламот, но тој е голем верник и затоа бега во Бугарија, каде што продолжува да се бави со златарскиот занает, мислики дека Софија како голем град дека нема да го приметат, но неговиот талент и неговата убавина и таму излегува на виделина. Тој не прифаќа бидејќи е нели голем верник и на крајот тие го кодошат и го спалуваат на
плоштадот во Софија. Неговите мошти пред 2 години беа пренесени од Бугарија во Кратово, од каде што и потекнува. Свети Ѓорги Кратовски е символ на цврста вера и жртва, вели отец Дејан, и до ден денеска неговиот живот испраќа силна порака помеѓу христијаните. Пораката која што ја испраќа споменот на светиот Ѓорги Кратовски е дека сите ние православни христијани сме повикани кон мачеништво. Сега, имате право да ме запрашувате за какво мачеништво зборувам кога денеска никој не гони, никој не мачи, никој не принудува да се откажеме од Христа. Но мачеништвото кон кое сме повикани всушност е да љубиме, да го сакаме оној кој што мислиме дека не заслужува да биде сакан, да простиме на оној кој што ние мислиме дека не заслужува да биде простен. По свечената литургија, литијата се упати кон плоштадот каде се изврши и чинот на водоосветување и благослов на колачот. Градоначалникот на Кратово посочи дека градот и оваа година достојно го одбележува празникот на својот заштитник. Деновите претходно секако беа исполнети со низа настани во чест и слава на светиот Ѓорги Кратовски, беше организиран турнири во пинг-понг, во мал фудбал, исто така имаше изложби на колонии, литературни читања, конкурси. Прославата продолжи со културно-уметничка програма. Тамара Тичевска, Сител телевизија. Денеска се случи главното дефиле на карневалот Прочка во Прилеп. Атмосферата ја пренесува Дарко Штарговски. 100 години прилепски мечкари, 25 години карневал Прочка. Овие два значајни јубилеја ги одбележуваат годинешните карневалски празнувања во Прилеп, кои што започнаа во петокот. Денеска е главното дефиле во центарот на градот, каде што продефилираа маски од Прилеп, голем број градови од Македонија, но и од странство. Годинава повторно се врати меѓународниот предзнак на карневалот. Ова е свадба. Имаме поп, звончари, кои што со своите звонци ги бркаат лошите духови и злото од куќите на луѓето. Пред неколку години бевме тука, инаку ние сме од Врњачка Бања, Србија. Маската ни се вика летечки диско вреверички. Од Българија сме ние, од Перник. Това е сурвакари сме ние, мечкари. Овчи кожи го обличаме, маски правиме и звънци хлопотари дрънкаме. Колку е тешка оваа маска? Цялото е около 40 кг. Тешко е, ама мерак. Потребен е тренинг? Требе. Прилеп не би бил Прилеп ако сите актуелни обштествени ситуации не ги помине низ призмата на мајтапот. Јас сум Итар Пео и сега тука ќе обучувам како магарина да добијат возачки испит. Како да се управува со дрвена кола, како да се управува волови кај шоорат. Значи сето тоа е идеја на Итар Пео како да добија право да се вози. Итар Пео има дозвола за ова чезава? Па сега ќе видиме, тука имаме и стручно лице кое ќе оценува дали е положен испит или не е положен испит. Мечкарите кои што одбележуваат 1 век постоење и се иницијатори и организатори на карневалот, најрадосни се дека ќе имаат подмладок. Подмладок имаме, еве и се гледаат моментално тука овие се најмалите мечкарчина. 7-8 години се, имаме доста млади. Поради двата значајни јубилеја, годинава Прилеп го посети председателот на Европската асоциација на карневалски градови Ларс Алгел. Се надевам дека овие јубилеи ќе значат само подстик што понатаму треба да правиме и како да го развиваме овој карневал. Временските услови се одлични. Гледам дека овде скоро цел град е излезен да го проследи карневалот, значи полека го враќаме духот на Прилеп. Навистина ми е голема чест што сум тука. Бев во минатиот период пред повеќе години. Гледам многу познати лица, особено се свежи мемориите од 2012 кога имаше конвенција и навистина сум среќен што успеавте еден рестарт на карневалот да направите. Карневалските случувања завршуваат утре на чист понеделник, кога касапите даваат ручек, посен бел грав за сите посетители кои што ќе дојдат на манастирот Свети Ѓоргија кај Прилеп. За Сител Дарко Штарговски. Струмица синоќа приреди вистински карневалски спектакл. Ниту студеното време, ниту ветрот не ја попречија карневалската магија. Речиси 4 часа траеше карневалската поврка, во која продефилираа над 1000 маскирани лица од земјата, но и од странство. Денеска денот традиционално беше резервиран за детскиот карневал, а свеченостите завршуваат во среда со одбележување на празникот Тримери, посветен на армасаните девојки.
За учесниците на карневалот да се биде под маска е чувство кое не се раскажува, туку треба да се доживее. МДМ, ДУКЦ. Сега во моментот имаме над 1000 луѓе, која што е голема бројка за нас струмичани. Мислам после толку време го гледам струмичкиот карнавал така на вакво ниво. Можам да кажам дека сум горда бидејќи имаме прекрасни креации. Луѓето на вистина го сакаат струмичкиот карнавал. Струмичани си ја негуваат и како традицијата и само така треба да продолжат. Сме позитивна енергија, убавини, да сите да сме весели, срекни. Луѓето ги сметале струмичките тотеми како неко вид на божество, како символ за традиција, за вера, за љубов. Сите заедно работевме на маската, сите ученици, исто така и другите вработени. Главната цел е да покажеме заедништво и љубов. Новите информации гледајте ги во вечерните вести во 21 часот. До тогаш останете со Сител. Пријатно!